помина и доста време. Да ви кажем што може да очекувате од оваа презентација. Имајќи предвид мојот бекграунд како дипломиран машински инженер, јас секогаш ќе го носам со мене моментот на екзактност и формалност. Како магистер по меѓународна економија и финансии од Универзитетот во Рејкјавик и докторат во економија по јавни финансии од Факултетот за економија од Љубљана, фасцинацијата ми е секогаш екзактноста и формалноста на работењето на ДЗР. Но, имајќи во предвид повеќе од 20 години искуство што имам работено во јавните финансии, во Македонија и надвор од Македонија, и имајќи во предвид дека по мене ова е еден од клучните инструменти во подобрување на благосостојбата на граѓаните и подобрувањето на искористувањето на јавните ресурси на сите нас, во оваа презентација е 50 слајда. Бидејќи од желба лична да презентирам све што сум, малте не све што сум работел во оваа насока. Од моментот од 2009 година по-конкретно за надзор во јавните финансии, улогата на јавниот финансиски систем, разните типови и во Република Македонија, National Audit Office во UK Лондон, 2 недели работа на прилагодување на обука кој што се имплементира во Македонија во 2009 година за вработените во Собрание на Република Македонија и пратениците. Сум присуствувал на Public Accounts Committee во Вестминстер и точно видов што тоа значи. Јавност, институции, нивна независност, почитување, функционирање на social contract, функционирање на општествениот договор. Општествениот договор пред се кај нас преточен во Република Македонија, конкретно во Уставот. Ако не функционира општествениот договор, ние конечно доваѓаме до ситуација кога секоја институција ќе си ја заврши работата, од аспект на аутпут ќе кажат ја завршивме работата, но системот не функционира. Вие тоа го посочивте и јас ќе ви дадам неколку примери од, како што веќе најавив, од желбата и од привлечен од убавината на овој тип на работа. Видите, ова е структурата, значи законска институционална рамка, морам јас тој стандарден корпус да го представам. Јас сум сепак професионалец, јас сум поминал и преку 10 години во предавања во академски свет и јас не можам да се ослободам. Секако за вас како практичари, тој дел ќе го скратам колку што е можно, колку што е потребно. Понатаму, финансиска отчетност, транспарентност во Македонија, ДЗР, јавно обвинителство, Министерство за финансии, нивна соработа. Што пред неколку години се обидовме да направиме во тие протоколи, предлози кои што ги дадовме за да може да функционира таа комуникација и како што вие го посочивте, системот, нели? Системот да функционира, а не институциите секоја сама за себе. Институциите секоја сама за себе си функционира. Понатаму, некои резултати во Македонија, примери и пракса и отчетност по вестминстерски модел, на крајот како мое едновидување и мислење што не функционира во држава за да може ова да се доведе до ситуација на оние 3Е да функционираат и конечно да имаме некоја по-ниска перцепција за корупција во државата. Океј, значи, ово е тој стандарден корпус за јавните финансии во Македонија, Уставот, Законот за буџети, Закон за извршување на буџетот, други поврзани закони, подзаконски акти. Нема да поминувам ова во детали, вие сте практичари и ова би требало веќе да имате представа и сигурно ги знаете законите за ова. Јас немам намера
нешто посебно овде дополнително што да ви кажам, освен дека во Република Македонија можам да констатирам дека нормата е поставена. Реформата во Македонија не може да се одвива на ниво на норма. Реформата треба да се одвива на ниво на имплементација. На ниво на норма, Македонија е во реформи уште од 60-тите години, во кога беше дел од Југославија. И тоа треба да престане. Имплементацијата е она кој што е битно. Во таа насока, добро е секогаш да си го поставуваме прашањето кој за што е одговорен согласно општествениот договор. Зашто е извршната власт и во извршната власт. Зашто е одговорна владата? Зашто е одговорно Министерството за финансии, а зашто се буџетските корисници? Сега, на ниво на другата власт, тоа е локалната власт, има буџетски единки. Сега, дали ќе биде локална власт или централна власт, од аспект на надзор на јавни финансии, тука нема некоја разлика. И тоа ќе го потенцирам понатамо зашто е тоа така. Број 1, по мене во Република Македонија недостаток е неправењето на разлика и неможноста да се види дека финансискиот дел од буџетот е само еден дел од буџетот и тој треба да биде врзан со стратешките приоритети и со стратегиите кои што се носат на ниво на буџетски корисници. Стратешките приоритети ќе ги утврди владата врз основа на тие стратешки приоритети. Внимавајте, буџетските корисници треба да ги изработат своите стратешки планови, а врз основа на стратешките планови треба да ги изработат своите буџети. Не министерот, не буџетскиот аналитичар од Министерство за финансии да го прави буџетот на министерствата, туку буџетскиот аналитичар треба да утврди дали приоритетите во стратешкиот документ на буџетскиот корисник се во линија на стратешките приоритети на владата. Тоа е битно. Тоа е битното затоа што буџетот е инструмент на економска политика, а финансиите се само инструмент да ги постигнеме целите кои што се утврде. Понатаму, сервисното министерство во оваа насока, а тоа е Министерството за финансии, ја подготвува фискалната стратегија, бидејќи, видите, економијата оперира со ресурси кои што се ограничени. Да не беа ограничени ресурсите, немаше да има економија. И во тој случај ќе имавме се што сакаме во било кое време кога сакаме. Бидејќи тоа не е така, државата има ограничен лимит и фискален капацитет, затоа треба да се изработи фискална стратегија, тоа е повеќе годишен документ, тој што се утврдуваат некои генерални лимити. Тој повеќе годишен документ понатаму се преточува во едногодишни планови, кои што ние ги нарекуваме предлог буџет, и таму се утврдуваат финансискиот дел на буџетот за да се остварат стратешките приоритети. Министерот ги утврдува и Министерство за финансии, предлага, владата утврдува максимални износи за секој буџетски корисник. Предлог буџетот понатаму се доставува до некој друг да одлучи за него. Внимавајте, тоа е тој општествен договор. Извршната власт и тие контрола, check and balances, извршната власт го подготвува, собранието, тоест народот, бидејќи не може 2 милиони луѓе да идат у собрание, нивни представници треба да одлучат дали тој буџет е направен како што треба или не е. Одговорности си има министерот за финансии, одговорности си имаат буџетските корисници, ова ќе ви биде достапно, ќе можете да прочитате подетално. И одговорности си има законодавната власт да го донесе буџетот, секоја година да донесува посебен закон за извршување на тој буџет. Ако има потреба, ќе донесе ребаланс, ќе одлучува за прераспредела на средства помеѓу буџетски корисници и на крајот да ја усвои завршната сметка. Внимавајте, дури пред месец дена се усвои завршната сметка од 2019 година во собрание. Значи, уште еднаш нема гласност. Никој тоа не го следи. Ова све што го збориме е преточено во така наречен буџетски процес. Значи, се тргнува од некакви политики, некакви цели кои што сакаме да постигнеме. Стратешките приоритети на државата, по моје мислење, треба да бидат поприземни. Стратешки приоритет за државата може да биде ЕУ и НАТО. Но стратешки приоритет ЕУ и НАТО секоја година истите да се препишуваат, тоа не е во ред. Тоа значи дека буџетското планирање нема соодветна дисциплина. Тоа значи дека буџетското планирање при секретаријат во Влада на Република Македонија, кој што се
кој што треба да води сметка за развивање на стратешкото планирање на ниво на буџетски корисници, би требало малку да поработат на она што значи донесување на поприземни, подостижни стратешки приоритети. Сега, што значи тоа конкретно? Имам повеќе примери, но еве ви два примера. Значи, што значи тоа кога јас кажувам дека буџетот не е само финансискиот дел на буџетот? Тој е всушност еден мал дел од некакви стратешки документи, од некакви цели кои што треба да се постигнат. Од левата страна сакам да ви покажам еден пример. 2009 година се донесе одлука на влада кога се одлучи да на ниво на влада да се развиват 8 депонии во 8 плански региони. И владата си каже, овие 4 ќе бидат со ИПА, овие 4 ќе бидат со јавно-приватно партнерство. Внимавајте, не се проблем финансиите, никогаш. Проблем е како ќе пристапите на работата. Откако ќе пристапите добро на работата, добро се подразбира, добро да е испланирано, аргументирано и истражено, тогаш лесно се наоѓаат средства, инструменти, тоа се парите, како најликвидно средство, за да може да се имплементира оваа работа. Но ова е осудено на неуспех ако некој од дозгора ќе утврди сега ќе имаме 8 депонии, затоа што државата статистички сме дефинирале на 8 плански региони и при тоа, внимавајте, тие дури одат на варијанта дека тие 4 ќе идат со ИПА, тие 4 ќе идат со јавно-приватно партнерство. Па како утврдиле дека тоа така? Внимавајте, тоа се инструменти за заокружување на некаква финансиска конструкција. И има секакви можности. Во времето на бивша Југославија многу добро функционираше и самопридонесот. После самопридонес, јас се сеќам нели за трамвајот, кога скоро пред распадот на Југославија. Значи, внимавајте, поентата овде е одлуките на влада морат да бидат врзани со стратешките документи и стратешките приоритети. Се што е различно од тоа, дисонантно од тоа и во друга насока од тоа што е ставено на хартија, е само во најдобар случај интуитивно, сентиментално или водење на државата на ниво на интуиција. Не на ниво базирана на факти. Не на ниво на базирано на она како што е поставен општествениот договор. Од десната страна сакам да ви укажам дека сега во собраниска процедура е новиот закон за буџети. Погледнете на десна страна што ставиле на ЕНЕР во проценката на влијание на регулатива. Единствено економско влијание за нив е, за Министерството за финансии, е зајакнување на среднорочното буџетско планирање. Фискални влијание има, но тие биле само за новото софтверско решение, она што ќе го имаат за извршување на буџетот. Видите, социјални влијанија нема, влијание врз животна средина нема. Мартин или кој има уклучено, ве молам да исклучите. Мјут да направите. И внимавајте, трошоци за спроведување има, ама трошоци за почитување на новата регулатива нема. А таму се воведуваат нови институции. Фискален совет, партиципација. Видите, ова проценка на влијание на регулативата, ако некој ја разгледа што разбира, може да постави сосема легитимно прашање, ако нема социјални влијанија, животна средина влијанија, ако има само трошоци за некаков софтвер, па тогаш зошто го менуваме законот за буџет? И тој сега што го имаме, си врши работата. Сакам да укажам, овој цинизам е во тоа дека елементи во јавните финансии и општо, пошироко, кои што треба да водат сметка за подобрување на законската регулатива, за да нема потоа проблеми во имплементација и несакани изненадувања во текот на имплементацијата, па потоа да доживуваме 3-40 измени и дополнување на законот и промена на тој закон, би требало да има проценка на влијание на регулативата, која што треба да биде по сите стандарди. Финансиска отчетност и транспарентност, нешто околу тоа.
Видите, ова вообичаено влегува во категоријата поширока на така наречено good governance, добро владење. Која е структурата на доброто владење? Гласност и отчетност, политичка стабилност и ненасилство, владина ефективност на владата, квалитет на регулаторните тела, владење на правото, контрола на корупцијата. Што значат овие инструменти за граѓаните? Видите, ако е акционерско друштво државата, ова се акциите, тоест хартиите од вредност кои што ги имаат граѓаните, со кои што можат, значи тоа е во нивна собственост, за да може да обезбедат благосостојба на своето живење. Но што е потребно за тоа? За тоа е потребно да има транспарентност како предуслов за отчетност. Потоа следува начинот како се алоцираат и како се употребуваат јавните ресурси, па да постигнеме економичност, ефикасност и ефективност. Што сакам да кажем? Прво транспарентност, потоа отчетност, потоа како се алоцираат и употребуваат јавните ресурси и конечно очекуваме дека на тој начин ќе стигнеме до повисока економичност, ефикасност и ефективност. Во потесна рамка ова влегува во категоријата на буџетски циклус. Значи, ако го сега процесно, ако го анализираме, значи ова треба да го подготвиме буџетот, да го усвоиме буџетот, да го имплементираме и она што недостасува во Република Македонија и па горе-доле во сите медитерански земји на тлото на Европа, да не одам пошироко, ние немаме перформанс culture, ние немаме култура на перформанси, на мерење на резултати. Кај нас е све еднодимenzionално. Никогаш нема повратната спрега да се прашаме, а што постигнавме со овие закони? Значи ги менјаме законите, но никогаш не сме се прашале што сме постигнале со она што го менуваме. Ова е исто еден голем недостаток како општество што го имаме, недостатокот на евалуација. Имам за ДЗР, но не би навлегол, веќе Росица презентираше. Гледате сега, пак недостасува оној дел. Знаеме дека ДЗР треба да достави, доколку има одредени наути, треба да ги достави ДКСК, МВР, ЈО и така натаму и така натаму. Но гледате се, онаа повратна информација малку се анализира, малку имаме ние извештаи за тоа да видиме на веб страниците. Се сеќавате, реков, транспарентност е потребно. Ако има таа информација, во тој случај сумна мислење дека невладените организации или новинарите би се заинтересирале. Значи ти мора да му презентираш информација. Ако само кажеш има све на веб страната, тоа ништо не значи. Конкретно овде мене ме интересира колку има обвиненија покрената, колку кривични постапки, колку судски одлуки, за кои науди. Росица нам спомена нешто. Не е дека ние немаме систем. Погледнете, првиот закон за ДЗР 97, па почнува со работа. Протокол за соработка меѓу ДЗР и јавна внатрешна финансиска контрола од 2005, па владен ревизорски комитет од 2007, па нов закон на ДЗР 2010, па 2012 година Министерство за финансии основа ревизорски комитет. Искрено се обидов да најдам извештаи од сите овие комитети и протоколи, не најдам. Повратна информација нема. Наред сме дали пак повторно нешто да донесеме некој протокол. Затоа велам јас се има впечаток дека сите институции некако си ја завршиле работата, а нацијата ни е неекономична, неефикасна и неефективна, споредена нормално со други. Кои се тие други? Еве еден добар пример. Видете на пример НАО на Велика Британија како тие го оправдуваат смислата на нивното постоење. Еве во 2009 година што кажа. Тие велат вака. Ние заштедивме на даночните обврзници на Велика Британија 4,скоро 5 милиарди британски фунти во последните 15 години. Дали знаете дека тоа е еднакво на вредност на 150-140 нови болници? Дали знаете дека National Audit Office of UK за секоја фунта од нашето работење ние сме заштедиле 8 фунти на даночните обврзници во Велика Британија. 2 точки све кажуваат. Овде не кажуваат
колку извештаи направиле, дали отишле во собрание, дали... Не, овде ја кажуваат смислата на нивното постоење. Следење. Како да го следиме? Многу е ризично кога ќе почнат и кога ќе навлегуваме во разните типологии на владење и динамиката на политичките касти, не би рекол елити, во Република Македонија. Погледнете кои се индикаторите. Уште некаде 2008-2009 година веќе општеството ги покажува, претежно од извршната власт. Нели рековме? Транспарентност, отчетност, патрие. Гледате сега како се суптилно еродира транспарентноста со така наречено креативно сметководство. Значи промена како да се препознаат. Промена на дефиниција на јавен долг со што се исклучува Народна банка и единиците на локална самоуправа од дефиницијата за јавен долг. Презентирање само на државен долг, кој не вклучува гарантиран долг. Кога претходниот министер за финансии, сега зборувам за наше време, после 2016, претходниот министер за финансии го имаше јавниот долг на веб страницата, на графикот на Министерството за финансии. Сега, ако погледнете, искрено да ви кажам, месец и пол не сум погледнал, но до пред месец и пол, сега веќе го имате само структурирано е, не е представено како вкупен јавен долг, туку читателот, заинтересираниот, ќе мора да ги собере. Ама за да ги собере, ќе мора да знае што е јавен долг. Ако не знае што е јавен долг, нема да ги собере и при тој јавниот долг, онака како што е прикажано, ќе прикажува понизок процент од бруто домашниот производ. Тоа не е добра практика. Презентирање понатаму 2014 година, дали знаете дека Светска банка, меѓународните финансиски институции, Светска банка и Меѓународен монетарен фонд не гласа за Second Programmatic Competitiveness Development Policy Loan за Македонија. Значи не гласа за втора транша за Република Македонија. И во објаснувањето стои поради несоодветна буџетска транспарентност и јавен финансиски менеджмент. Видите, меѓународните финансиски институции веќе се со резерва према вас. 2014. Понатаму, Агенцијата за јавни патишта станува јавно предпријатие, со што автоматски го исклучувате од буџетот. И автоматски неговиот долгот на тоа јавно предпријатие нема да влезе во таа дефиниција како што ја имаше тогаш. И сето ова, за да не бидеме, ова се индикации, како може да се препознае дека во јавните финансии нешто не е во ред. Но, кој е ризикот? Ризикот е во тоа што јас ги пратам представниците на влада, како во пред 2 месеца отприлика, самоуверено ни укажуваат дека тие ќе тргнале во берба на јавни приватни партнерства. Сега во моментот се спрема и нов закон, ќе ви презентирам кои се слабостите на нацрт верзијата. Ако немате транспарентност во долгорочни договори, кои што отприлика траат и до 25 години по нашиот закон, постоечки, кои што се јавните предпријатија, и ако немате транспарентност, а при тоа знаете дека приватниот партнер е секогаш подобар, поефикасен, поспремен и со ресурси поспремни за да може да парира на јавниот партнер, секогаш за да го оствари својата главна мотивација, профитот, и при тоа да го загрази тој долгорочен договор. Значи, ако немате транспарентност, во тој случај вие ја загрозувате можноста да ги повикате приватните партнери да соработуваат со вас, па да бидат партнери во еден јавно-приватно партнерски договор, кој што треба да траи 25 години максимум, како што е со постоечкиот закон. Понатаму сакам да ви укажам, видите, буџетот сам за себе не е доволен за соодветна анализа. Тоа е само пресек. Не содржи информација за состојбата на средствата, не содржи информација за неплатени обврски, не содржи информација за јавните приватни партнерства. Видите, очаен е регистарот за ЈПП на Министерството за економија. Се работи за еден Excel модел кој што е далеку од тоа како што законот пропишува дека треба да биде соодветен регистар. А тоа се идни одливи од буџетите. Значи, јавното приватно партнерство од јавен менеджмент, како ризик,
се идни одливи за буџетите. И тоа е особено важно сега, оваа дебата и вие како институции да го посегнете, затоа што следи таа дебата за новиот предлог нацрт закон за јавни приватни партнерства. Ја прочитате овде што имам, инаку на ЕНР јас ги достави веќе на Центар за економски анализи нашите коментари. Видите, по наше мислење, видите, вели вака, да карикирам, ЈПП всушност треба да биде по претходна согласност од министерот за финансии, како што е предложено во член 30, и од страна на министерот за економија, и тоа се однесува за ЈПП, кај што се треба јавен партнер да биде локалната власт. Видите, ова е директно кршење на уставот. Локалната власт е локална власт и неа може градоначалникот, ако одлучил да оди со ЈПП, треба да си направи физибилити студија, треба да иде пред совет, да побара да донесе советот одлука, советот е за него тој кој што ќе му даде согласност, а не централната власт. Затоа нема потреба. Е директно кршење на уставот вака како што е поставено по наше мислење. Втората точка, видите, понатаму, ајде да го тргнеме тој дел за општествениот договор и поделбата и власти. Што е власт во Македонија? Гледате сега, се сеќавате зошто ви укажував дека стратешките документи се битни за да го планираат буџетот, буџетските корисници. Замислете сега ваква. Имате Министерство за транспорт и врски. И тоа, согласно новиот предлог на закон, носи една префизибилити студија, каде што треба да се утврди дека ЈПП-то е најсоодветно споредено со сите останати можни финансиски извори за финансирање на тоа ЈПП. И сега министерот за транспорт и врски, врз основа на анализа, тоа го констатира. И сега законот вели, мора да иде кон владата како колективен орган за таа да донесе одлука за тој проект дали ќе оди со ЈПП или не. Видите, ова е непотребно административна бариера за буџетските корисници. Јас го зедов како пример Министерството за транспорт и врски, се прави непотребна административна бариера, како може владата како колективен орган да одлучи за нешто за што Министерството како буџетски корисник веќе одлучил со студија. Че нема логика. На овој начин, гледате, на овој начин тоа е системски проблем. Вие го дискредитирате управувачката улога за одлучување на соодветното министерство. И наместо да се практикува управување и отчетност за одлуките од страна на министерствата, се релативизира тоа и се носе кон некакви колективни одлуки на ниво на влада. При тоа да ви кажам дека има и треба да постои совет за јавно-приватно партнерство, а советот треба да унапредува јавното приватно партнерство, а не владата. И сега видите, овде има и технички работи и неразбирање на суштината на поимите. Во член 23 на предлог законот, например, ставиле економичност и вредност за пари, ги употребуваат како синоним. Во суштина тоа се две различни работи. Проектот од аспект на ЈПП може да биде, проектот сам за себе може да биде економичен, ама од аспект на ЈПП може и да нема вредност за парите. Што конкретно мислам, сакам да ви представам на овој граф. Кога се прави јавно-приватно партнерство, неколку работи се битни. Покрај она дека треба да се подели на ризиците кон оној кој што е спремен најефикасно да ги управува, има една категорија која што се нарекува вредност за парите. За ЈПП има само тогаш кога има вредност за пари за даночниот обврзник. А ако нема вредност за пари, тогаш власта не кажува јас ова јавно услуга нема веќе да ја давам. Тоа само кажува дека ЈПП не е соодветен инструмент, бидејќи не дава соодветна вредност за парите, ако се оди со тој инструмент. Еве да објаснам. Погледнете го ова ПСЦ, ова е Public Sector Comparator. Public Sector Comparator се означува онаа сума на пари, или кај нас прокси би било, онаа сума на пари која што во моментот ја троши соодветниот јавен партнер за да ја дава таа услуга. Не навлегуваме во тоа дали каков е квалитетот, обемот на услугата и така натаму. Значи имате онолку колку што сега во моментот троши јавниот сектор. Пример, ако се одлучи за
училиште каде што приватен партнер треба да изгради зграда, да одржува, но наставната дејност се уште да ја дава јавниот партнер, министерството, тоест општината, бидејќи ЕЛС се одговорни за основно и средно образование. Паблик сектор компаратор овде би бил колку општината во моментот троши за одржување на училиште. Risk adjusted public sector компаратор, тоа значи дека на тоа треба да ги додадете и ризиците. Тоа се, например, неплатените обврски, кои што вие ги имате према тоа училиште. Не знам, не сте платиле за тој што ги транспортира децата. Па не сте платили на кредитори кои што не сте платили на добавувачи и оператори со кои што се склучили договор како општина за да може да го одржува. Значи сиве овие кои што се во буџетски категории ќе треба на тоа да ги додадите. Тоа се ризици. Понатаму, има нешто што се нарекува Public Affordability Limit. Кој е лимитот на јавниот сектор до каде може да оди да дава средства на даночните обврзници, до каде што веќе едноставно нема да има фискален простор. Тоа е овде трета колонка. И овде е просторот за вие да размислувате за јавно-приватно партнерство. Бидејќи можно е да се случи да се јави приватен партнер како најповолен понудувач, кој што ќе понуди понуда, гледате овде четвртово, кој што е пониска колонка од овие претходни. Па вредност за парите е она предност, која што е разлика помеѓу она што ќе ви понуди најповолниот понудувач и она што се го пресметале како прилагодено за ризик компаратор за вашиот јавен сектор. Значи, вие споредувате колку очекувате пазарот да даде, си има инструменти како тоа да го испитате, го споредувате со оноку колку што сега трошите, плюс на тоа да ги додадете сите неплатени обврски. И ако понудата од приватниот партнер е пониска, вие имате вредност за пари. А ако не, во тој случај, не дека не е економично. Можно е да е економичен проектот, но тој нема вредност за пари. Ова се категории кои што за жал администрацијата не дека не ги разбира, треба да ги разбере, но потребни се ваков тип на обуки каде што некои работи ќе се демистифицираат. Резултати од работењето на Државен завод за ревизија, значи јас би сакал повеќе ова да го ставам во еден чекор 2 понапред во смисла на број на поднесени ревизорски извештаи до јавно обвинителство. Колку се проследени до јавно обвинителство, за колку е почната кривична постапка, дали некој завршил во затвор. Понатаму имате ДЗР и Собрание на Република Македонија. Ви кажев дека во Комисија за финансирање и буџет, јас барем колку што знам, досега ниту еден ревизорски извештај не е разгледуван. Скрутини, надзор. Сега, кај се проблемите? Овде, за оние што се јавно обвинителство, ве молам погледнете, ова беше еден обид 2019 година, се сретнавме во рамките на Вестминстер фондација за демократија, се обидовме да видиме кои се проблемите на недоволната соработка помеѓу ДЗР и јавно обвинителство. И дискутираа представници од двете институции и еве што се дојде до што би било еден акцијски план за да може тоа да се подобри, бидејќи вака како што го објаснив, јас ќе го искарикирам, од обвинителството кажа, видете сега, ние ги добиваме тие извештари од ДЗР, но имаат тешкоти да разберат што тоа значи. Дури имаат тешкоти, сега кажа овде има наоди. За каде се тие наоди? Значи на која страна, кои се наодите? Може би требало покрај извештај од ДЗР да има и посебен абстракт кој што е прилагоден за јавно обвинителство. Од јавно обвинителство дури рекоа би било добро ако ДЗР веќе го изработи на ниво на обвинителен акт. Мислам што е апсурд, затоа што ДЗР тоа не е нивна работа. Но очигледна беше потребата за повисок степен на комуникација помеѓу овие две институции. Очигледно беше, овде ќе си прочитате, ќе ви биде споделено, што тогаш како нацрт акцијски план беше договорено. Слично нешто
договорено како процедура за постапување на Министерството за финансии по препораки од ДЗР кај корисниците на средства од буџетот на РМ, фондови, општини и град Скопје. Значи, како тие се сеќавате на онаа временска рамка што ги постават тие разни протоколи, меморандуми, тоа треба да се операционализира. Доколку тоа не се операционализира, нас не чекаат во иднина уште неколку протоколи, уште неколку меморандуми и уште поголема перцепција за корупција во Република Македонија. Се надевам дека ќе бидам демантиран. Еве го ова Росица што го кажа, ова навистина за мене е еден чекор напред. Еве ова, гледате сега, јас не сум, не ја разбирам работата на ДЗР, не сум ревизор, овде мене све ми кажува. Дури визуелно во боичка, зелено алудира на нешто фино, црвено на нешто лошо, воздражување за нешто не дај Боже. Значи, тоа е начинот на размислување. И овој абстракт од конечниот ревизорски извештај со мала модификација, мислам дека може многу да помогне на јавното обвинителство во тоа да го разберат, да ги разберат наодите, а со тоа да разберат и квалификацијата, тоест, како што кажа Росица, модификацијата. Кои се резултатите во Република Македонија во поширока смисла? Погледнете левиот график. Левиот график, знаете што е? Ова задебелената линија е буџетскиот дефицит. Не планиран, реализиран. А овие овде линии, тоа е како секоја година планираат во Министерство за финансии да се консолидира буџетскиот дефицит. И кој што може да видите, секоја година од 2008 Министерот за финансии кажува дека наредните години ќе има се помал и помал буџетски дефицит. А ние на крајот на годината книжиме се подлабоко и подлабоко тонење. Отчетност не се бара, објаснување не се бара, не се дискутира, зошто така, кога ова ќе престане. Од десна страна имате бруто домашен производ на Република Македонија. Задебелената линија е раст од година за година, а овие тенки линии ви представува секоја година како владата планира колку ќе биде во наредните 3 години буџетскиот раст на економијата. Значи, ние секоја година имаме оптимизам, но на крајот на годината тој оптимизам реалноста нас не демантира. Тоа е резултатот во Македонија. Во овој слайд погледнете што се случува од 2006 до 2020 со јавниот долг. Значи, овде еден министер имаше кој што пред време отплати све, 2008-2009, па паднавме на 23% од бруто домашниот производ, за веќе конечно да галопираме некаде на кај 70, еве, дај да не бидам 61%. Кога сум го зел овој податок. А погледнете овие колонки, знаете што ви покажуваат? Колку евроценти собираме како данок за секој евро долг. И погледнете. Овде економијата на Република Македонија била во состојба да генерира 80 евроценти за секој евро долг, да во 2020 економијата генерира 26 евроценти данок на секој евро долг. Ако ова не укажува на неодржливост, тогаш ја не знам што е неодржливост. Затоа што гледаме дека од даноци ние веќе не можеме да отплаќаме јавниот долг. И дека малте не, ако не сме, полека навлегуваме во спиралата на земи ново задолжување за да се раздолжиш, а во меѓувреме економијата не може да ти собере даноци. Не дека не плаќа, него од разни политики, не знам, ценовна конкуренција, тоа се веќе економски, ова нема да навлегувам, но само една најава, да пример, сосема е легитимно да кажете дека, видите, јас со економијата ќе одам со ценовна конкурентност, ќе намалам даноците, за да дојде странски инвеститори. Сите ние треба да се прашаме дали тоа донело резултати, но и по која цена. Од десна страна го имате графикот за транспарентност фискална. Гледате, 2010 сме биле имале 49 скор,
за 12-15, како што веќе ви објаснив, зошто, делумно, имавме голем пад. Ова не е перцепција, ова е мерење на факти. Таква е методологијата и да имаме полека консолидирање 17 и 19 година, т.е. подобрување на фискалната транспарентност. Само кратко погледнете левиот график овој горе. Црвената линија се расходи, сина линија се приходи. Гледате ова уста на змеј овде кој што полека се растегнува и така да се изразам и полека и ќе не голтне одржава. А што постигнавме, можеме да видиме од десна страна, ајде малку политичка економија, погледнете го, синиот график представува уделот на платите во брутодомашниот производ, а црвената линија представува уделот на профитите во брутодомашниот производ. И доколку од 2000 до 2006 година платите биле повисоки во сума од профитите, нешто не е како што треба од 2006 наваму. Дали ние како, видите, ова е легитимно, мислам, ако имате политички опции кои што се гласани за вакво нешто, и ако мнозинството тоа го гласа, тоа е во ред. Но ова либерална економија, вака како што може да го растегнете на 20 години, Бога би укажува дека фрикциите во државата тек ќе растат. Овој доле лево график, кој што може да видите, е со што располагаат 20% најсиромашните, а со што располагаат 20% најбогатите. Црвеното се најбогатите, значи тие од прилика располагаат со 40 до 50% од вкупно расположивите средства, а 20% најсиромашни само околу 5% од вкупно расположивите средства. И доле десно график, погледнете, црвената линија и бројките ви укажуваат во милиони евра профитот по оданочување на банките, т.е. банкарскиот сектор во Македонија. А сината колонка ви укажува процент од БДП колку е профитот на банкарскиот сектор по оданочување. 1,3% во 2018 година, 1,3% од брутодомашниот производ е профитот на банкарскиот сектор по оданочување. Запрашајте се, погледнете, колку плаќате за банките, бидејќи тие веќе немаат профит од камата, но имаат профит од провизии. За колку се пораснати и колку плаќате за тоа. Видите, ова на прва нема врска со ова што работите. Но кога збориме за поставеност на општеството, каде сакаме да одиме, вие како институции, кои што сте независни, кои се темите за дебатирање, ова по мене се приоритетите. Во какво општество сакаме да живееме? Народот ова го разбира, можеби не е елоквентен доволно да го прикаже, но затоа ни дава респонс со тоа што ја напушта држава. Ова ќе си го прочитате, но погледнете го графикот долу. Графикот долу ви покажува расходи на единиците на локална самоуправа во Република, на сите општини во Република Македонија. Сино е за споменици, а црвено е за одржување на патишта. Погледнете го ова библиско трошење за споменици 2010-11 година. Дупло повеќе од колку што е потрошено за одржување на патишта. И денес се прашуваме зошто ни се патиштата такви како што се. И втора работа, 90% од овие се само на територија на општина Центар, која што е трета најмала во Република Македонија. И сега имаше слагена, ако може да каже до каде е таа, нели имаше некој. Требаше нешто да се случи со тие Скопје 2014 споменици. Не видов некакви резултати во тоа. И пак овде ревизорски комитет 2007 па 2012. Пак ревизорски комитет и ние се заправиме протоколи и комитети, што треба да прави, што треба. Јас сакам овде само да ви укажам еден кейс стади за кој што представникот на ДКСК Бајрами кажа, почна. Ова е класичен кейс стади на корумпираност на целиот систем.
Што се случува? Зошто општините сакаат поголеми буџети? Па тоа е нормално, затоа што од буџетот зависи планот за јавни набавки, зависи бројот на нови вработувања. Колку што ви е буџетот понадуван, толку може да си исполнувате желби во таа политичка економија. Сега, дојде новата власт, 16-та и 18-та година. 18-та година се донесе, кај ми е во тај слайд? Најверојатно сум го избешал, но во секој случај ќе ви го раскажам. 18-та година рече вака: јас на вас општини ќе ви дадам скоро 50 милиони евра, вие ќе престанете да билдате неплатени обврски и ќе ви го поставам буџетското правило, фискалното правило, да не може наредната година да носите буџет повисок за 10% од просекот од последните 3 фискални години. Арно ама му рипна политички и во 2019 година тие 10% се зголемија на 30%. За во 2021 година, сега во февруари, министерот од финансии да донесе, господине Бајрами, вам еве да ви кажам, ново фискално правило, општините да може да си го планираат буџетот за наредна година да биде 50% повисок од просекот од прошлените 3 години. А при тоа имајте на ум дека просечното извршување во Република Македонија на буџетите на ЕЛС е отприлика 70%. Видите, вие имате општини во Македонија кои што не исполнуваат ни 40% од буџет. И сега вие им велите, нема проблем, ти можеш да го зголемиш на 50%. Ние реагиравме на ова уште 2017 година како Центар за економски анализи. И затоа баравме Комисијата за следење на развој на системот на финансирање на општини да изготви извештај за ситуацијата со неплатените обврски во општините. Постои таква комисија во Законот за финансирање на ЕЛС. Во тој извештај да утврди комисијата кои општини ќе може да се репрограмираат со краткорочно задолжување по пазарни услови. Значи, нека земе позајмици од министерот за финансии, од буџет. Нека земе комерцијално за да се задолжи, ако веќе имале толку средства. Потоа, кои општини ќе може да се програмираат со краткорочна позајмица од буџетот? Дали и за кои општини ќе треба да се активираат одредби од финансиска нестабилност? Видете, има цело поглавје у Законот за финансирање на ЕЛС кој што се нарекува финансиска нестабилност на општините. И да се предложи мека варијанта за оние општини кои се на граница на фискална финансиска нестабилност, да се применат одредбите од финансиска нестабилност. А за оние општини за кои што се дефинитивно банкрот и кои што со децении го злоупотребуваат законот за извршување, а судиите им носат соодветни решенија по желба, за тие општини едноставно ќе се воведе финансиска нестабилност. Си има распишена процедура. Финансиска нестабилност има ако главниот државен ревизор констатира значителни неправилности у финансите на општината. Ако не го плати утврдениот рок од 90 дена, ако сметката на општината е блокирана континуирано 30 или 45 дена со прекини у рамки од 6 дена. И градоначалникот треба веднаш да го извести министерот за финансии, а не да се повикува на законот за извршување, па со барање до основен суд, па судот да утврдува, внимавајте, ова е небулоза. Судот треба да утврди што е тоа што општината треба да го има минимум за да дава јавна услуга. Општината е власт. И како власт, се што таа ќе потроши е за јавни услуги. Општината не е профитен орган, општината не е приватен субјект, општината не е невладина организација. Како тоа се утврдува? Минимум. Што значи тоа минимум да утврдам на општина? И друга економски проблеми. Вие ги ставате останатите должници во неповолна положба. Го привилегирате и ја привилегирате власта. Значи, таа може со децении да тера како сака. И сите оние реперкусии кои што идат, на кои му должи, пак со каква динамика ќе отплаќа, какви има интересни работи во планот за отплата, на кого ќе отплатам, на кого ќе нема да отплатам и така. Заклучок. Постои све во законот
Законите треба да се имплементираат. Тој што тоа нема да го имплементира, доваѓаме до она кој што го кажа Билјана Ивановска, а тоа е улогата на медиумите, јавност, излегување и така да се галами. Ама ние немаме друга работа. Бајрами рече да се протестира. Погледнете за оваа работа, за јавност. Или тој е дел од good governance. Гласноста. Кои се играчите кај нас за јавна отчетност? Пример, пратеници, министри, Министерство за финансии, ДЗР, јавност, граѓански сектор. Отчетност во Велика Британија. Еве како тоа таму функционира. Го имате председателот на Комисијата за јавни сметки. Нас не спречува во Комисијата за финансирање и буџет председателот да биде тоа. Тој. Но еве, ако сакате, ајде да направиме притисок конечно, она што веќе 15 години го слушам од собрание, дека ќе правеле комисија за јавни сметки. Ајде да направиме. И сега видите, тој повикува сведоци, овде си има записничар, овде седат представници од ДЗР, овде седат вработени службата во собрание, овде е трезорот, министерот за финансии, овде. И овде јавноста и медиумите. Во вестминстерски тип на демократија, како што е Македонија. А ако вие немате независни медиуми, вам нема да ви функционира демократијата. Затоа што таа е замислена така да функционира на притисок од јавноста. Ама не синдикализирана јавност. Јас зборам по Facebook, ќе излезам, ќе протестирам. Сега Маријан тука конечно му дојшле саате време да искаже целата фрустрација. Тоа не е ништо, не е синдикализирано. Тоа се синдикализира преку медиуми. И притисок преку медиуми. И на тој начин вие ги доведувате до состојба да дадат оставка. Како што и веќе наведовте примери. Се сеќавате 2009 година за ситните трошоци, колку пратеници дадоа оставка во Велика Британија. Па кај нас мува не ги лази. Значи, после надзорната расправа, еве понатаму да одиме, после надзорната расправа, извештај носи таа комисија. Комисијата кај нас за финансирање и буџет треба да носи извештај. Владата е должна да даде одговор. Мониторингот на тоа го врши ДЗР, па се носат follow-up студии, што е постигнато од сето тоа. Значи, како е и како треба да биде, овде може да се прочита. Собранието треба да прави надзор, комисиите треба да ги разгледуваат извештаите. Министерот за финансии треба да следи преку трезорот што се случува. Треба да изградиме култура на мерење на резултати. Јавно обвинителство и судство е независно и треба да постапува. Прашање размислете секој од вас. Која е кај нас во Македонија? Која е релативната моќ? Што значат изборите во Македонија? Што значи кај нас парламентарно мнозинство и каква е врската со извршната власт? Кои се играчите кај нас? Кој за што е одговорен? Колку автономија има? Што може секој од нас да направи? Кој слуша кога некој од нив зборува? Конечно, во целата работа. Без медиуми, без гласност, оваа работа не би. Вие сте професионалци. Вас некој ве знам лично, некој носам суд врз основа на тоа што слушам. Многу од вас имаат силен интегритет. Работава не функционира. Моето мислење го кажав каде не и сум спремен со секој од вас кога сака да придонесам кон таа крајна цел, а тоа е да постигнеме таа општа благосостојба да се зголеми во Македонија. Толку од мене ви благодарам, ако имате прашања, повелете. Ви благодарам, господин Николов. Ова ни беше крајната сесија што имавме буџет и јавни набавки и анализа на јавните финансии. Доколку имате прашања или дискусија никоја да се отвори, повелете. Повелете, господи Ивановска. Да му се заблагодарам на господинот Маријан Николов, навистина даде многу добра анализа на состојбите
Мене особено ме погодија прашањата кои се однесуваат на буџетот и на јавниот долг, затоа што во мојата ревизорска пракса имам доста голем број наоди напишани во тој дел. Нашите забелешки во тоа време беа насочени кон бројните одлуки кои што ги донесуваше владата за пренамена на буџетските средства. Значи, негде околу милиарда денари се трошеа само за пренамена. И тоа беа баш оние вашите криви што ги покажавте, едно што се планира, друго што се прави на крај. Понатаму судските одлуки кои што го рушеа буџетот и ги тера институциите да плаќаат од средства, нели, од нивниот буџет кои што ги планирале за други намени. Понатаму оние средства што ги се плаќаа од буџетот за договорите за дело, кои што се уште не можеме да расчистиме, договори за дело, па агенции за привремени вработувања, па трансформации, па така натаму, меѓутоа сето тоа си најде свој придонес во дерогирање на системот. Ќе се задржам и за јавниот долг. Некаде во 2009-2010 година направивме ревизија на јавниот долг и тоа по меѓународни стандарди и по некоја меѓународна обука што се вршеше на, не е важно, на некоја високо ниво. Кои беа нашите главни наоди? Главните наоди беа насочени кон тоа да стратегијата за јавен долг беше деформирана веќе во тоа време. Значи, таа започнала да се прави негде околу 2004-2005 година по стандарди кои што ги наметнува Меѓународниот монетарен фонд. Меѓутоа, веќе до 2009-2010 година сето тоа беше некако подсокриено, извитоперено и така натаму, и нашата препорака беше да се подобри стратегијата за јавниот долг, односно да се подобрат предвидувањата каде, колку и зошто и како ќе се задолжува. Знаете што беше епилогот на тоа? Нема веќе стратегија за јавен долг. Нема веќе стратегија за јавен долг. Понатаму, нашиот препорака беше во насока на тоа, споменавте и вие, дека буџетскиот дефицит ќе се финансира преку задолжување, нели? Ние сакавме да во насока на подобра транспарентност и отчетност му препорачавме на тогашниот министар за финансии да каже со кои инструменти ќе се задолжува. Дали со обврзница, дали не знам со какви харти од вредност, значи не е важно. Да ги направи кои инструменти. Затоа што за еден кредит, например, може да се ратификува договорот во собрание за некоја многу пониска вредност, а од друга страна да се емитува една обврзница многу скапа, така, за која што граѓаните преку своите представници во собранието нема да се искажат. Епилогот на тоа кој е? Нема епилог. Се продолжува старата пракса. Понатаму, имавме многу сериозна забелешка во насока на тоа зашто се трошат парите од задолжувањето. Затоа што тие ќе влезат во буџетот и кој им го знае крајот понатаму, зошто се потрошиле. Ете го она што вие го рековте, каде е одржливоста на средствата од јавниот долг и како сега ни се шири јавниот долг понатаму. Значи, сите овие, поминале 11 години од како се дадени овие препораки и напротив, наместо да се подобри состојбата уште повеќе се влошува. Кој е заклучокот? Она што ние го работевме до сега и што можеме да го забележиме од нашите предмети е дека се уште постои и не само што постои, него и се зголемува политичкото влијание. Значи, секаде каде што се носат политички одлуки без здрава економска логика, резултатот е таков како што го гледа. За жал. Сега, како тука да делуваме? Мислам дека со барање отчетност и транспарентност е наједноставно и најголем ефект ќе постигнеме ако бараме отчетност и транспарентност. Меѓутоа, тоа без, како што кажавте и самите, без јавност и без медиуми и она како што вели народната, ако не сака мухаме до брегот, тогаш брегот до мухаме. Значи мораме некако на тој начин да го правиме притисокот. Може, ако не се пријавил некој друг. Би сакал само нешто да кажам. Фигуративно, значи реков бојкот, протест, ама госпоѓа Тасева го најде средината. Значи, ДЗР треба да станат видливи. Се согласувам, значи,
Ни преостанува сега сите да се пренасочиме кон тоа да ga ламиме, условно речено. Но и од тоа што досега го имавме со СЈО, по СЈО и ДКСК на почетокот со отварање предмети, станавме видливи. По мене, сега за сега, околу 30 години помина, минимум транспарентност има. Значи, извештаите се објавуваат. И не би рекол дека сега ДЗР треба да ја пренасочи активноста, да галами толку, и ние другите да бидеме статисти, кога веќе ни се препишани и обврски во законите. Значи, може да даваме и лоша порак. Станете видливи и сега тие се соочуваат со недоволен кадар, со други проблеми, па сега на крајот да трошат енергија како да се промовират. Ја мислам дека и поред сите овие системски слабости, се пропишани обврски на другите органи и институции специализирани за борба против корупција и криминал, и сами треба да ги најдат и извештај, а ние да ги промовираме, бидејќи имаме обврска. И да ги имплементираме и така че ги правиме видливи. Значи, тие имаат комуникацијска стратегија. Но, значи, тоа ми беше фигуративно, од револтот, што толку време поминува, се троши толку енергија, на крајот остана само да галамиме јавно и после на крајот никој не може да следи што е спроведено, како што ево јас со еден предмет 2 години, па на крајот чекам некој да ме известува. Што да ме известува? Треба да постапува и без да бараме отчет и без да бараме објаснување, обврската е да се информира органот кој ја покренал постапката. Ние почнавме и со ургенции да ги посетиме институциите. Ајде молиме докаде сте вие, бидејќи ни остана предметот отворен. Значи сме во еден каос. Или ќе се занесуваме да галамиме и да стануваме видливи, како што стана СЈО и ајде кај заврши. Ја се плашам и ДКСК така, видливи, почнавме, отворивме, па на крајот некој ќе прашува што затворивме. Значи сите се и како индивидуалци, субјективно, добро размислуваме. Но не сме сите поврзани така што на крајот да го штитиме еден епилог или една завршница, што ќе биде добар пример. Пишуваме стратегии, пишуваме политики, па ние нашата стратегија ја веќе помина во собрание, помина на влада и на сите, инклузивен процес беше, и на крајот ево, помина закон за утврдување правен статус по колку пати од 2011, а таксативно е наведено во националната стратегија дека ризикот е голем тоа да се направи. И да не должам, бидејќи секој од нас има ставови, но она колективното действување ни фали, согласно законите, за да го поправиме системот, би го прашал господинот Маријан. Дали сте го имале предвид стечајните постапки на јавните предпријатија основани од општините? Значи, една работа само да посочам. Со право е тоа, нема што да се меша централната власт во локална самоуправа. Со право е. Но, знаете што значи 10 години работе во општина и колку лесно е да се основат јавни предпријатија? Тоа стана канцер. Вие денеска имаме јавни предпријатија кои работат по тој фамозен судски, финансиски минимум, што јас и мене не ми е јасно до крајот, како се проценува. Веќе има постручни од мене тука од финанси. И на крајот се останува да продолжуваат, да произведуваат долгови, да функционираат со таков финансиски минимум цело време и никој не знае да каже
што е стечајна постапка врз едно јавно комунално предпријатие. По мене, ние имавме случај во Гостивар. И добивме фидбек од сите институции, од Министерство за финансии, од судови, од обвинителство, од сите, дека не може да се води под стечај комунално предпријатие. Јас тогаш држев став 2009-2010, не може да се фалиментира јавниот интерес, а јавното предпријатие може да се фалиментира во секој случај, во секој момент вемол. Само да се обезбеди кој ќе ги изврши тие работи што се однесуваат минимално врз јавниот интерес и може да се фалиментира. Не, се продолжува праксата да се остават таквите јавни предпријатија да продолжуваат да произведуваат, да продуцираат долгови и во ова време 21 век немате платени придонеси за вработени, а од друга страна највише вработувањата политички и привремени се прават во јавните предпријатија. Што во овој случај? Кој треба да се меша? Ако не треба да се меша централната власт, кој? Не велам дека треба да се централизира, но погрешно чекориме. Тие проблеми остануваат ден денеска отворени. Значи, ДЗР по мене прави многу добра работа и наместо тие да ги тераме сега да се промовират, ние другите тоа треба да го прават. Да се повикуваме на тие извештаи и да ни служат за понатамошна работа. Благодарам. Ви благодарам. За збор си имаат и господја Наташ и господја Русица пријавено, така што било која може да почнат. Повели Наташа, мислам дека пред мене се пријави. Наташа? Да, Борек, само кратко да да оставам просторот и веќе сме и во терминот, сигурно имате сите обврски. Пред се, добар ден. Јас сум Наташа Нинеско, Државен завод за ревизија. Инаку, чест ми беше задоволство да слушнам ваква презентација. Да поздравам Билјана, поранешна колешка. Она отиде во ИПАТА, ја додев од ИПАТА во ДЗР. Баш ми е мило вака што се гледаме. Исто така и на господја Сладжана, која изгледа не е тука присутна, на господинот Маријан и на колешката Русица за одличната презентација. И инаку ова за нас е познато во однос на ревизорските структура, на ревизорските извештаи. Меѓутоа ме заинтригира последната презентација на Маријан. Сепак ја прикажа големата слика и таа главната цел, уствари што сите ние во системов работиме долгорочно за да имаме здраво општество, едноставно sustainability, одржлив систем на долгорок. Големата слика ни ја кажавте. Тоа ме заинтригира и само кратко ќе кажам дека еве колку години сум, 7 во ДЗР, 20 години работам во администрација, така да и во таа транзиција ви кажавте дека сме 60, јас сум 75-та дете на транзиција. Влегов во системот за да го подобрам, со сиот мој професионален интегритет и објективност работам, ми останав да се уште во Македонија да работам, иако сите ми вика напушти, отиди надвор. И меѓутоа мислам дека ние сме многу долго у транзиција. Некако осеќам и новите млади генерации им се допаѓа со транзиција. Едноставно мислам дека треба тоа да имаме критична маса за да ја повлечеме, за да излеземе веќе од тие реформи сите ние заедно, без разлика и како граѓани, пред се и како професионалци, како дел од системот на државни институции, регулаторни тела или ДЗР или ДКСК пред се. И се надевам ќе влеземе некогаш и ние во уставот, иако тоа нема да гарантира таа наша цврста независност, меѓутоа сепак може да биде исчекор, што секогаш е баран и мојата цел е дека треба да влезе во уставот и да се смени еден нов закон за да дојде до некоја независност, меѓутоа за тоа ќе треба и многу политички системска волја. И пред се, едноставно мислам дека ДЗР работел и работи се уште многу професионално, да има наводи како што рече господинот Бајрами. Меѓутоа некако еве ја од моје лично искуство има многу се трудиме и внесуваме, како што кажа Руси и другите колеги еве што слушаат, и некако искрено некогаш чувствуваме, еве јас лично, уни се веќе и Билјана била подолго тука, некако чувствувам немам ефект за мојот вложен труд. Јас кажувам како себе, како државен ревизор. И кога еве собрание, кога биле пред мене колегите, последната ревизија јаве со
исто со колешката Катице, и едноставно некои народи стојат и со по 10-15 години, ништо во системот не се случува. И тоа, верувајте, мене ме боли како, дури ги, верувам дека повеќе не боли, него немаш value of the на вложениот труд верификација, некои колеги што веќе 15-20 години тука работат. Тоа никој не го слуша или другата страна, бидејќи ние сме во системот за да го смениме и за да го подобриме пред се. Така да мислам дека ние ќе направиме и правиме не притисок, меѓу тоа што го рековте да бунтуваме или да излагаме, сепак сме интелектуалци, тоа ќе го оставиме на јавноста да не процени, меѓутоа мислам дека системски ние треба заедно како институции, пред се како колеги со интегритет, професионалци, заеднички да работиме, да споделуваме информации, да не сме затворени, доста бевме затворени, мислам, секој има, пак ќе кажам, ниво на етика, култура и морал и секој единствено од нас зима плата од данъчните обврзници, што треба да направиме пред се подобро општество за нас, за нашите деца и генерации. Така да мислам дека ни следи, треба, ако сакаме да подобриме нешто заеднички системски, да работиме заедно и тука оти не слушнав никој да се вклучи од колегите, сепак они се колеги исто зимаат плата од данъчните обврзници, за борба сите заедно се бориме во оваа главна тема против корупцијата, што е сепак на некое ниво што треба да го решиме. Колегите од јавното обвинителство очекувам дека ќе се вклучат некако или се позатворени можеби од нас, сепак дека ова е разговор кој што мислам дека проблемите треба да се решаваат само доколку отворено разговараме. И ви благодарам, уште еднаш ми беше задоволство да ги слушам сите презентации, мака да споделиме мислење. Повели, Росе. Добро, ајде јас да се вклучам. Гледам дека доста вака презентацијата сите не пецна, поготово стручните луѓе во оваа област, бидејќи навистина ние многу вложуваме во нашите извештаи и кога ќе видите дека поминало се така неприметно и без никаков ефект, навистина така сите веќе трет човек што се јавува тука за дискусија поврзана со презентацијата на господин Маријан, кој што своите чувства ги изразува како незадоволство, како криво ние што и немаме ефект, сите го споделуваме истото чувство. За жал, морам да се согласам со најголем дел од работите кои што ги спомнавте во презентацијата. Ние тоа го знаеме, можеби не го кажуваме тоа, немаме толку прилики, и не е таква дејност да го кажуваме тоа така како што вие го кажавте. Единствена светла точка вака во вашата презентација беше ревизорскиот абстракт, за жал. Другото се некако беше представено тажно, темно и морам да се согласам дека навистина е така. Посебно што, ако ви кажам дека во најголем дел од ревизорските извештаи со таков израз ќе се изразам, ние вергламе дека треба да има планирање пред се во буџетските приоритети. Апсолутно се согласувам. Значи, без добро образложение за потребата на тие средства нема зошто да им бидат доделени на буџетските корисници. Значи, само со убаво дебело образложение јас сум согласна да бидат доделени тие средства. Постојано се зборува за некој развоен буџет, јас искрено да ви кажам, не знам веќе ни што значи тоа развоен буџет, кога тој постојано оди она змеот вака се повеќе и повеќе што рековте се отвара. Ме погоди таа сиромаштија што ја покажавте, затоа што сепак ние остануваме во оваа држава, треба да ја оставиме нели на нашите поколенија, на нашите деца, што ќе им оставиме. Не ја гледам никаде одржливоста, како што рековте, баш беше некако целата презентација. Би сакала други да ја слушнат оваа презентација, не ние кои што толку многу се вложуваме во сето ова. Исто така се согласувам во однос на тоа дека вие велите ние сме усогласени со законите. И ако ги видите не еднаш, 5 пати, 100 пати и во сите ревизии успешно што ги правам јас секогаш одам по европските директиви, можеби не сме во топ верзијата на европските директиви, но во секој случај ги имаме прифатено барем оние почетните нивни верзии и настојуваме да се прилагодиме значи на таа европска законска регулатива и да постапуваме, но секогаш тука е во прашање имплементацијата.
И тоа ќе го видите во нашите извештаи. Ние немаме никаде кажано дека донесени се закони кои што се имплементираат како што треба. Значи, тука даваме доприноси, на крај пак ќе видите ефектот е никаков, а најголемата причина што секогаш ќе бараме во нашите наоди е недостаток на финансиски средства. И пак ќе се вратам на буџетските приоритети. Значи, уште еднаш колку е важно тие буџетски приоритети да бидат добро поставени. Значи, планирањето не е само и таму потребно. Планирањето ни е потребно и во јавните набавки. Нема зашто да се спроведува постапка за јавна набавка ако таа не е дебело образложена до детал, не е проценета вредноста колку треба да биде. Зошто да имаме договори кои што се склучени 5 пати поскапо од некоја развиена европска држава. Би пак ќе кажам, речи си со се што кажавте, се согласив. Да речам во делот на транспарентност и отчетноста кој што Државниот завод за ревизија, тука малку не се согласувам заради тоа што ние од кога ја воведовме стратегијата, значи тоа беше бомбардирање со јавни настапи на главниот државен ревизор, позади секој извештај настојуваме да имаме соопштение и навистина се бориме со тоа, дури некојаш велиме да не претераме па да не станеме издодевни во нашите излагања на јавноста и ќе речат добро веќе што веќе има да кажат овие од Државен завод за ревизија толку, па веќе нема ништо да ги слушаме. Значи се треба да биде умерено во однос на таа комуникација, но важните работи секако да бидат соопштени. Друго нешто што сакам да кажам за јавното приватно партнерство. Да ви кажам дека јас како ревизор до секој случај кога давам препорака или кога гледам постоење некаде на јавно приватно партнерство, за тоа барам дебела анализа. Значи не ние преку јавното приватно партнерство да ги полниме џебовите на приватниот сектор во смисла сепак тие да бидат да останат за одржливост на преку буџетските средства за одржливост на јавните институции. Не да бидат тие извор на профит во тој сектор. Јас не велам тие да немаат никаков бенефит, но да не бидеме ние во огромна загуба. Значи секогаш барам многу голема оправданост за склучување на било какво јавно-приватно партнерство. И ако нема, верувајте дека секој ревизор тоа ќе го напише во извештајот. И придавање на такви препораки исто за тоа дека можеби проблемот треба да се реши со склучување на јавно-приватно партнерство. Секогаш сум, јас лично, аз сметам дека и колегите така постапуваат, сме многу внимателни и пред да ја дадеме таа препорака, ќе нагласиме дека треба да има анализа. Во однос на комуникацијата со собранието. И тука мислам дека сте во право дека Комисијата за финансирање и буџет е подзаспана, дека можеби треба таа да се малку разбуди, затоа што ние сите наши извештаи ги доставуваме до нив. Дали сакаат во печатена, дали сакаат во не знам електронска форма, секогаш сме на располагање и баш би сакала исто така да присуствувам на една таква расправа по некој извештај, кој што да речеме можда е мое дело, каде што најдобро ги знам работите, баш би сакала да учествувам во една таква расправа. Така, тоа би го кажала. Жал ми е што се такви работите и пак ја кажам дека ни треба еден интегриран пристап и оваа ваша презентација треба да биде слушната во пошироката јавност, не само во овој склоп, затоа што мислам дека тука сите што сме присутни сме доволно свесни за потребата од меѓусебна комуникација. Ви благодарам. Благодарам. Јас само би додала дека е жалосно што треба да имаше некој представник и од Министерство за финансии, можеби, бидејќи многу го допревме буџетот и мислам дека основниот проблем е во буџетската политика што не се предвидува буџетирање по резултати. Значи, тоа е нешто што одамна веќе постои во Европа, повеќе од 10 години се применува тој принцип буџетирање по резултати. Да, јас давам пари од буџетот, но очекувам да се постигне тоа и тоа. И ако не се постигне, тогаш тој министер треба да си даде отчет во собранието зошто тоа не е постигнато и да си даде оставка. Се додека немаме ние одговорност, нема да имаме ни такви резултати. Тоа е едно. А друго, се додека се влегува во политика за да се постигнат одредени бенефити,
не треба да очекуваме некакви промени во општеството. Тоа е мојот заклучок од досегашното искуство воопшто во органиве и во ревизијата, а еве и во комисијата. Благодарам. Дали има некој друг што нешто да додаде во дискусијата? Повелете, господин Николов. Многу кратко, значи, колеги, само сакам да ви укажам дека јас во оваа работа сум од 2000-та година во Македонија. 98 работев на ефикасност на градежен сектор во Исланд, во Економскиот институт на Рејкјавик. 2000-та година се работив во ММФ као помошник на човека што го имплементираше ДДВ. 2002 година како сениор економист на USAID проект за преговарање со Меѓународен монетарен фонд со техничките мисии. 2007 до 2011 работев, 2007 до 2009 надзорен одбор на АДЛМ, 2010-2011 председател на надзорен одбор на АДЛМ. Зошто ово ви го кажувам? Имам еден мал милион на библиотеки со предлози и препораки кои што се споделени и со не постои премиер од 2000 година науму на кој што не сум му напишал СМС кој ќе седне на столчето дека во секој момент може да го побара Марија Николов и Центар за економски анализи free of charge. Никој не се јавува. Министрите знаат за финансии, поготово сите министри за финансии. Има еден куп на работи кои што сме ги изработили. На Наташа и на Росица ќе им ги пуштам, ако не знаат, работевме со Westminster Foundation за демокраси 2-3 години. Мислам дека Билјана Ивановска ќе биде заинтересирана и Бајрам, посебно Билјана Ивановска, бидејќи таа во ДЗР има работено. Јавно обвинителство, представниците, мислам дека човекот се викаше Жарко, кој што работеше на начинот како да се операционализира подобро и ефектуира врската помеѓу ДЗР и јавно обвинителство. Но во секој случај Вестминстер Фондација за демократија имаат информации за лицата кои што биле таму. Собрание на Република Македонија по мене најтажна приказна и таму навистина не знам веќе како да се пристапи, како човек да пристапи, дури и да има неограничена желба за подобрување на работите. Значи, заклучок, Наташа Росица ќе ви ги пуштам јас тие документи, па вие разгледате ги, Билјана Иван ќе ви ги пуштам. Ве поздравувам, благодарам за дискусијата. Ви благодарам. Може за крај само нешто да може, да. Значи ние ево разговараме сами со себе, помеѓу себе и како ќе се пренесе тоа таму каде што треба. Ево не сме размислувале. Ја би предложил Транспаренција да може да направи еден извештај од това и да го објавува дека нешто сме кажали. Но една работа треба да ни е јасна. Сите ние треба да се здружиме, бидејќи ете, немаме ефект, некој веќе нема ни волја да продолжи, некој размислува за нешто друго. Блиску сме да се здружиме и да го кажеме каде е црвената линија помеѓу политиката и професионалност. Тоа не сакаме да го кажеме. Тоа не сакаме да го направиме, бидејќи без соодветни луѓе на соодветни места нема ништо да бидува. Нема. Се ова ќе оди узалуд. Мене ми е жал кога господин Маријан се жали дека никој не го контактира. Значи, видите која работа е направена и сега да молиш, да се изложиш, барајте ме. Значи, немаме начин како да го промовираме и како да се штитиме. Гледајте, во тоа што ние се избравме, имаше светла точка во тоа. Навистина сме ние слободни. Не може да се врши било како некаков притисок или влијание кога поминуваш низ некои други филтри на назначување и именување. Тоа нас ни фали. Додека политиката се меша и до портирот. Значи, нема да успееме, луѓе. Нема да успееме. Ние веќе закони има за тоа. Може би не најдобри. Има предлози,
како да се повлече црвената линија, до каде е политиката и каде почнува стручноста. Додека назначувања, именувања ни одат вака, нетранспарентно, зад кулиси, се назначуваат политички луѓе по секоја цена, нема да успее. Затоа јас би сакал да се залагам до крајот. Бар извршни директори, раководни лица, извршни секретари не можат веќе да поминат низ филтерот на политиката. Политиката да завршува со пратеници, министри и се прашувам некогаш дали има потреба и од заменици министри. Другото не, другото да завршува тука, па ќе видите тоаш каква критична маса ќе се создаде при промовирање на сета ова работа и заштита на ова што го правиме. Иначе, не да се реформираме, само се деформираме, ништо друго не правиме. Колку време ни треба нас за транзиција? Уште 300 години. Сите тука треба да се залагаме и да најде начин тоа да го кажеме и да го спречиме. Не го спомнав јас случајот на Мерко. Навистина каос една општина си седи, злоупотребени толку средства. Ништо не е средено ушто полошо, човекот си бара друг мандат, сите чутиме, никој не може тоа да го спречи. И што после уште 4 години ревизорите ќе пишуваат добри извештаи. Зашто? Се враќаме на фигуративното. Да се протестира, да станеме видливи, да бойкотираме или да го спречиме вистински. А ја мислам дека има надеж, ако се здружиме сите. Уште работите предни. Ви благодарам. Дали има уште некој да додаде нешто на дискусијата? Мислам дека е доволно. Ви благодарам многу за учеството. Им благодарам на говорниците, на учесниците. Ова беше прва обука од серијата. Следната ќе имаме и говорници од обвинителство, така што може ќе се отворат повеќе и тие прашања. Денес што не ги отворивме и не се одговорија. Се надевам на уште една добра обука и средба. Ви благодарам многу, имајте пријатен ден. Поздрав. Поздрав. Пријатно на сите. Дојдов на време за да се поздравиме. Да.